Проблемот со употребата на дроги кај децата во Македонија станува се позагрижувачки. Според анализата на Народниот правобранител, 50 деца користат марихуана, како и други психотропни супстанци како што се халуциногени и стимуланси. Системот за превенција, рано откривање, третман и рехабилитација на овие деца е недоволно развиен, а институционалните капацитети остануваат ограничени. Третманот на децата корисници на дроги натаму представува сериозен предизвик за земјата со оглед дека тоа што меѓу другото препорачавме специфични програми или протоколи за постапување со деца и млади корисници на дрога во здравствените институции се уште не се изработени. Според податоците од 27 меѓуопштински центри за социјална работа во истражувачкиот период на кој што го побаравме, деца корисници на дроги се евидентирани во вкупно 5 меѓуопштински центри за социјална работа, и тоа во Скопје, Тетово, Охрид, Гостивар и Свети Николе, при што најголем број на деца корисници на дрога има во Скопје и во Тетово. Според податоците од анализата, кај малолетните корисници се повеќе се идентификува помлада возраст, а овој феномен станува се поголем проблем и бара итен одговор од институциите. Бајрамовска го истакна фактот дека меѓуопштинските центри за социјална работа одговориле дека нивните стручни тимови не се специјализирани за работа со деца корисници на дрога. Според информациите на Народниот правобранител, добиени од полициските извештаи, 130 малолетници се дрогираат на улица, најчесто со марихуана и амфетамин, додека помалку со екстазија и хероин. Негде 130 деца корисници на дрога има евидентирано во секторите за внатрешни работи. Ова идентификација, според одговорите, најчесто се прави преку присуство на улица, по примена дојава или преку полициски акции, при што исто како и кај меѓуопштинските центри за социјална работа, секторите известуваат за возраст на деца од 14 до 18 години. Во извештајот се вели дека професионалците за здравствените и социјалните установи немаат потребна обука и знаење за работа со оваа ранлива група, а во исто време немаат просторен капацитет и соодветни технички ресурси за ефикасен третман и грижа. Тие додаваат дека зголемувањето на ресурсите и персоналот во здравствените и социјалните установи е клучно за обезбедување квалитетна грижа.